Меѓутоа, како едно од најзначајните, јас во овој момент би го спомнала делот на користење на електронски уреди како мерки за адаптација кон климатските промени, односно така наречената дигитализација во земјоделството, кое што пак од каде што пак климатските промени позитивно ќе влијаат врз овој дел, поради тоа што дигитализацијата всушност вклучува дигитална иновација во земјоделството, каде што точно преку системи, преку мерки пак може да се влијае и тоа многу брзо да се влијае врз сите овие климатски промени. Тука значи го имаме паметното земјоделство, прецизното земјоделство, каде што точно може да се регулира температурата на пример во почвата или во воздухот, доколку зборуваме за затворени простори, потоа може сето тоа да оди преку делот на биотехнологија, со бази на податоци, со вештачка интелигенција, и сето тоа ќе биде некако многу често почна да се користи делот на дронови и сателити како една мерка за адаптација, и сето тоа ќе може да се прави целосно електронски. Значи, да, инвестицијата е поголема, меѓутоа ако зборуваме генерално и секако со поддршка на општините, на локалните самоуправи и на Министерството за животна средина, на Министерството за земјоделство, сето ова е многу паметна инвестиција и многу ќе влијае позитивно врз климатските промени кога се зборува за земјоделскиот сектор.